изградба и продажба на станови, трим и лум. Вкусно! Деменцијата со Алцхајмеровата болест како нејзина најчеста форма се повеќе се наметнува како сериозен здравствен и општествен проблем. На глобално ниво, на секои 3 секунди се дијагностицира нов случај, а пациентите најчесто се јавуваат кај лекар во подоцнежните фази. Се почесто и почесто во амбуланта, ако имам 20 пациенти во денот прегледи, сигурно едно 3-4 ке дојдат со деменција. Така да, за жал, се почесто и почесто се сретнуваме со таква дијагноза. Болеста најчесто ги погодува лицата над 65 години, но има и случаи на рана деменција со потешка форма и побрза прогресија. Во современиот стресен и брз начин на живот, расеаноста и заборавноста се чести, па се поставува прашањето како да се препознаат раните симптоми на болеста. Освен тоа што пропаѓа свежата меморија, доаѓа до промена на личност. Значи, личноста може да стане или еуфорична, или да се повлече, или подепресивна да стане, да измени обравци, да стане поднеспретна, работите што ги завршувала, да не знае да ги заврши, така, да не знае, например, физиолошко старење, заборавив кај ми е клучот. Деменција, не знам зашто е клучот, така, не знам зашто се користи. Со напредување на болеста, состојбата значително се влошува, па затоа раната дијагноза е клучна за забавување на прогресијата, бидејќи терапијата има најголем ефект во почетните фази. Терапијата е симптоматска и терапијата делува на пролонгирање на периодот, да не оди до толку брзо пропаѓање. Терапија за лечење на болеста нема, не постои. Меѓутоа, пак ја апелирам, затоа што ова веројатно ќе оди во медиуми, дека е неопходно на први знаци кога ќе приметат промена на личност, да се дојде порано, за да може да се воведе терапија, затоа што кога се помлади, подобро ја прифаќаат терапијата. Експертите предупредуваат дека начинот на живот има големо влијание врз развојот на деменцијата. Дебелина, пушење, прекумерна конзумација на алкохол, висок ЛДЛ холестерол, диабет, отсуство на депривација на сетила, значи глувост, слепост, сето тоа значи влијае да ние имаме депривација на сетило, тука дел од мозокот не се активира доволно дополнително, губиток на социјални контакти. Пак ќе го апелирам повторно за нашите гледачи, затоа што ние премногу се затворивме, ние премногу станавме, почнавме да живееме во свој свет, почнавме да живееме со техника, техниката ни служи, меѓутоа ништо не може да го замени зборот и социјалниот реципроцитет. Деменцијата и Алцхајмер не само што се здравствен проблем на заболените и семејствата, туку се сериозен проблем на општеството. Еден од најголемите предизвици е грижата за пациентите и недостигот на институции и кадар во земјава. За жал, тоа е кариката која најмногу ни треба, најмногу ни фали. Што е? Ни фалат, значи, прво, институции, установи. Дали тие установи ќе бидат за тотално згрижување, или ќе бидат дневни центри, каде што луѓето ќе имаат некои активности, каде додека се роднините на работа ќе можат да се згрижат. Немаме таков кадар се уште обучено кај нас, немаме такви институции се уште кај нас, се спаѓа на приватните домови, каде што веќе, да кажам, може би во Охрид, не во Охрид го имаме гериатрискиот центар и во Свети Еразмо за чување, меѓутоа во другите градови, гледам во Битола, веќе има дом за домување и за чување, значи каде што ќе се лица кои не можат самостојно да живеат, кои веќе се нарушиле функциите, а сепак се на нозе, не се приковани за кревет, за постела, можат да си го организираат својот живот таму. Темата беше отворена на трибина во Националната установа библиотека Григор Прличев во Охрид, организирана во рамки на проектот за поубав свет во соработка со Лајонс клуб Деница, со цел едукација и подигнување на свеста за оваа болест.
На свечена церемонија во Скопје, председателката Гордана Силјановска-Давкова постхумно го одликува доктор Анастас Коцарев со орденот Илинден 1903 за неговиот исклучителен придонес во медицината и борбата за независна Македонија. Коцарев, роден во Охрид во 1890 година, бил пионер на радиотерапијата и радиографијата, соработник на Марија Кири и активен поддржувач на македонската кауза преку студентски и политички друштва во Швајцарија и Франција. Председателката истакна дека признанието е повеќе потребно на државата отколку на самиот Коцарев и дека тој е символ на спојот меѓу науката и патриотизмот. Со оваа постхумна награда и со обележието на куќата во која што е роден, ќе го вратиме Анастас Коцарев дома, а Охрид ќе добие уште еден великан, рече председателката. Од името на семејството, Сонја Коцарева Трпезановска изрази гордост што по долго време му се оддава почит на светски признат научник и патриот. Таа информира дека орденот ќе биде отстапен на музеот во Охрид, заедно со негова фотографија со оригинален потпис. Се надевам понатака државата ќе направи напори за негово конечно враќање во Македонија во неговиот сакан Охрид, каде секоја година достоинствено ќе чествуваме, кажа таа. Коцарев ненадејно починал на 28 март 1931 година во Париз, а неговото последно почивалиште се наоѓа на старите општински гробишта во париската општина Бонди. Орденот Илинден 1903 е високо државно одличие што се доделува за исклучителни заслуги во борбата за национално ослободување, изградба на државноста и општествениот развој и може да се додели постхумно. Делегација од Истарската жупанија денеска беше во посета на општина Охрид, при што оствари средба со градоначалникот Кирил Пецаков и председателот на Совет Перчо Божиновски. Денес имав особена чест да ја примам делегацијата од Истарската жупанија, во чиј состав беше и нашиот почитуван отец од Риека. Оваа посета е уште една потврда за силното пријателство кое Охрид го негува со овој регион. Нашите врски со Истра веќе имаат цврсти темели преку воспоставеното пријателство со градот Пула и активната соработка со Сдруженијето на македонци Свети Кирил и Методи од Пула. Нашата цел е преку конкретни проекти и идеи да ја подигнеме соработката на повисоко ниво, истакна градоначалникот Пецаков по средбата. Фокусот на соработката, додава, ќе биде ставен на клучните области за развој на Охрид, како туризам преку размена на искуства и промоција, потоа образованието со поврзување на младите и институциите, како и градска инфраструктура со примена на успешни европски модели. Продолжуваме да работиме на меѓународно етаблирање на Охрид како град кој ги негува старите и создава нови пријателства за подобра иднина на сите граѓани, порачува Пецаков. Во петок со почеток во 10 часот во општина Охрид во сала на Совет ќе се одржи информативна сесија фер ангажман посветена на примената на законот за работно ангажирање на лица. Настанот се организира во рамки на кампањата Фер ангажман како дел од проектот Подобри услови за вработување на сезонските работници во Македонија, кој го спроведува Центарот за истражување и креирање политики и Германското друштво за меѓународна соработка ГИС во соработка со Министерството за економија и труд и Агенцијата за вработување. Целта на сесијата е да обезбеди јасни и практични информации за примената на законот за работно ангажирање на лица, како и за придобивките што ги нуди за работниците и за работодавачите. Во рамки на настанот ќе бидат презентирани клучните аспекти на законот, категориите на лица кои можат да бидат работно ангажирани, нивните права и обврски, практични примери од релевантни сектори, како и демонстрација на електронскиот систем за пријава и одјава е-работа, информираат организаторите. Македонска пошта доби 100 нови товарни возила, од кои 90 се пикапи и 10 комби со цел да се подобри ефикасноста и квалитетот на поштенските услуги. Малите возила се со носивост од 750 кг, додека големите се со носивост од 1800 кг и ќе помогнат многу во забрзувањето на доставувањето на пратките, што е основната дејност на поштата. Набавката е вредна 104 милиони денари. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, кој денеска заедно со председателот на владата Христијан Мицкоски и директорот на Македонска пошта Орхан Куртиши ги промовираа новите возила, истакна дека ова е
значаен чекор кон модернизација на институцијата, чиј возен парк досега беше застарен. Тој најави и дополнителни инвестиции, вклучително и нов софтвер и современа сортирка со цел зголемување на ефикасноста, намалување на трошоците за 15% и подобрување на профитабилноста. Од владата нагласуваат дека целта е Македонска пошта да стане конкурентна и модерна јавна услуга која ќе обезбедува квалитетна и достапна испорака на пратки до сите делови на државата. Специјалистичка биохемиска лабораторија и ординација Сонце ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, максималната температура достигна до 17 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, утринската температура од 10 степени, а максималната дневна до 19. Температурите во Македонија утре во интервал од 6 до максимални 23 степени. Следува период на променливо облачно и релативно топло време. Утре ќе има повремени врнежи од дожд и локална појава на нестабилност со краткотраен пороен дожд и грмежи. Во петок и во деновите од викендот времето ќе биде претежно стабилно и ќе дува умерен до засилен северен ветер. Од понеделник повторно се очекуваат врнежи од дожд и услови за изолирана појава на грмежи.